70.000 евра годишно за полнење на владините стомаци, набавките вредни 50.000 евра за млад јунешки бифтек и јунешки рамстек од А категорија, како и 20.000 за морски плодови, риба и октопод, се за количини потребни за една година за државните институции, информира владината PR служба. Покрај за владата, службата за општи и заеднички работи ги храни првиот човек на државата и собранискиот спикер. Според договорот, сукцесивно се повлекува стоката зависно од потребите. Во распишана јавна набавка се користи максималната можна сума или количина на производи која би можела да се искористи, а не точната сума или количина на производи. После истекот на календарската година се фактурираат само потрошените, односно набавените производи. Тоа значи дека кога се распишува јавната набавка, не се доставуваат сите производи и количини, туку низ цела година според потребите на различните институции, а потоа се фактурира само според потрошеното, кое може да биде под максималната сума на набавката. Министерот за финансии Фатмир Бесими пак без прецизен одговор за овој случај, само порача дека намалени биле сумите за стоки и услуги, а објавувањето нови информации било доказ за отвореноста на власта. Секоја институција што прави, секако дека ова е уште еден резултат на транспарентноста и секој нека си објасни за што станува збор. Јас ги немам деталите, ова сега го слушам од вас, можете слободно да ги прашате соодветните институции. За буџетот јас ви кажувам конкретни бројки дека на 2 пати значително е намалена ставката за стоки и услуги. За полесно варење на храната, покрај за свеж бифтек и морски плодови, владата пие и скапо кафе, за кое преку јавна набавка платени се повеќе од 7.000 евра пари на граѓаните. Ова не е прв пат владата се луксузира во ек на пандемија од COVID-19. Со пари на граѓаните се купува илјадници литри алкохол. Опозицијата тогаш обвини дека на Илинденска си набавиле 2 тони сортно вино, 45 литри бурбон, 90 литри шкотско виски и 30 литри шампањ. Пари се троши за златни чинии, кои беа платени 88 евра од парче, како и за ножеви, за кои се даваше по 10 евра од парче.